нови работни места. Знаете дека во тој дел нашата влада и премиерот Никола Груевски прават огромни напори да отворат што повеќе работни места во кои што ќе се работат квалитетни кадри кои што потекнуваат најнапред од конкретно за Куманово, најнапред од Куманово, а подоцна и од останатите општини кои што се рурални како Старо Негоричане, кои што секако своето работно место би го барале во ваков голем град. Би сакал да истакнам неколку мерки кои што ги има направено владата предводена од ВМРО ДПМН заедно со Никола Груевски. Тоа е мерките за вработување за млади лица. Најнапред би сакал да ја споменам мерката за вработување на млади до 29 години. Тоа е една мерка која што буквално го смени текот на наставните во нашата држава. Во 2014 година беше промовиран од министерот за труд и социјала Климен Спасов. Кој воедно и до пред 2 години беше председател на Унијата на млади сили. Тоа е мерката преку која што компаниите кои што ќе работат лица до 29 години се ослободени од плаќање на социјално-здравствени придонеси 12 месеци, но имаат обврска да ги задржат истите вработени уште 12 месеци. Денеска ми стигна еден убав податок преку Државниот завод за статистика, каде што невработеноста се намали на рекордно најниско ниво до сега во нашата држава на 25,5%. Тоа е резултат на сите оние мерки кои што ги спроведува владата предводена од ВМРО ДПМН и оној тим на функционери кои што деноноќно работат и се трошат самите себе си за да направат нешто повеќе за својата држава. Конкретно за Куманово би сакал да истакнам дека од 2007 до 2015 година се вработени без мерката за вработување на 29 години 528 млади луѓе, што нормално не е доволно, но таа тенденција расна. Конкретно со мерката воведена од владата за вработување до 29 години вработени се 606 млади лица. Конкретно со истата мерка на ниво на целата држава, откако е воведена од 2014 година се вработени преку 10.000 млади луѓе во над 5.000 компании. Тие 5.000 компании кои што нормално им даваме многу огромно значење на оние микробизнеси, но и поголеми компании, бидејќи тие се двигатели на нашата економија, на нашата држава. И ова е мерка која што е значајна не само за оние кои што се вработуваат, туку и за менаџерите и собствениците на компаниите, бидејќи имаат можност да ги развиваат во многу поголем опсег своите капацитети и кадри. Во однос на другите мерки, тука се мерките за кредитирање, тоа се програмите за самовработување кои што ги нуди Агенцијата за вработување на Република Македонија. Тоа се вака како најистакната и најнову програма која што се користи е програмата за самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години. Тука едно лице има можност да земе кредит преку владата на Република Македонија до 7.000 евра со грейс период од 18 месеци, т.е. година и пол, и потоа рок за плаќање на 5 години со 1% каматна ставка, што е една извонредна можност за млади луѓе, образовани, креативни, кои што имаат своја идеја, кои што имаат своја визија за да основат собствена компанија, да ги искористат, а воедно имаат можност со истата програма да вработат плюс луѓе и со вработување на 5 луѓе во истата компанија може да искористат до 23.000 средства, кредит, која што е сума вака за млади визионери, млади луѓе, ектен солидна, да можат да го развијат во наредните години својот бизнис и да станат конкурентни не само во Македонија на поголемите фирми, туку и
пошироко. Исто така има и кредитирање на правни субјекти, на веќе постоечки компании за отварање на нови работни места кои ќе бидат наменети само за млади лица. Тоа се вработување на дополнителни 1000 евра средства на основниот износ од 3000 евра, односно до 12.000 евра во зависност од отворање на работните места. Преку еден проект на огласот може да се кредитираат најмногу 3 работни места за еден ист работодавач со рок на враќање на кредитот од 3 години и 1 година грейс период. Исто така има и други проекти, т.е. мерки за поддршка за вработување, т.е. практиканство за млади и невработени лица. Тоа се оние лица кои што немаат никакво практично искуство по завршувањето на средното или високото образование, за да бидат буквално конкурентни на пазарот на труд, тие треба да бидат со веќе стегнато практично искуство, така да секој од овие луѓе може да аплицира во големите компании за практиканство до 3 месеци, а потоа тоа да биде издадена нота каде што ќе може да конкурираат во други компании и да работат на редовно вработување. Во одсекот на апликациите кои што се доста вака актуелни за младите, бидејќи знаеме сите млади се претежно на телефоните, закачени се на Facebook, на интернет. Тоа е апликацијата prv.mk или во превод практиканство, работа, волонтирање. Тоа е една апликација која што може да следите од вашиот мобилен телефон и таму да ги видите сите оние огласи кои што се издадени од страна на компаниите на кои е потребно кадар за практиканство, за вработување или за волонтирање и да се работите преку истите тие огласи или да стекнете некои од практичните знаења. Во однос на вработувањата и не се заборавени и луѓето кои што да речеме животот си поиграл со нив и останале дали без родителска грижа или се израснати во домовите. Во овој сегмент за овие млади луѓе владата посебно има изработено доста проекти кои што веќе се спроведуваат. Тоа е, например, програмата за субвенционирање на вработување на деца без родители. Тоа е онаа програма каде што владата поддржува вработување на млади лица кои што останале без родители и на кои што има необходна работа за да може понатака да продолжат со својот нормален живот. Не е само таа мерка за оваа категорија на лица, тука се и другите мерки како еднократна парична помош, каде што им се помага да може да основат свој бизнис, но исто така има и право на помош за студирање, за да може тие истите млади луѓе да се образуваат, да студираат со таа помош и подоцна да бидат конкурентни на пазарот на труд, да може да се вработат. Понатака има програми, курсеви и уште многу други работи за кои што ви препорачувам да го искуцате сајтот на Министерството за труд и социјала или на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Таму можете исто така да ги видите огласите кои што во моментов, како што може да видам до пред почетокот на трибината, има над 5000 слободни работни места кои што се издадени на оглас, на кои што може да аплицирате и може би да го пронајдете своето ново работно место каде што ќе можете да градите својата кариера. Во однос на другите проекти кои што се од страна на владата на Република Македонија, не би должел многу, би дал збори на подпредседател Торце Ѓорѓиевски. Он ќе продолжи малку да говори за образованието кое што се нуди од страна и проектите кои што се направени во делот на образованието од страна на владата предводена од ВМРО ДПМН и од Никола Груевски, а потоа ќе можеме да слушнеме и проекти од другите области, да се надоврзаме и нормално ги дадете своите идеи. Благодарам, Димса. До вечер ви мене, како што ме представи Димса, јас сум Торце Ѓорѓиевски, подпредседател на УМС на ВМРО ДПМН. Димса говореше до сега за мерките за вработување
животи, односно дел без кој што не можеме да се, ако добро не се образуваме, не може после тоа квалитетно да се пласираме на пазарот на труд во нашата земја. Би започнал на почетокот за оно што додека јас студирав, беше реално проблем за моето семејство, бидејќи јас потекнав подпросечно семејство од финансиски моќно и во периодот додека јас студирав, плаќав партиципација за приватна квота 800 евра, односно тие што имаа среќа да биде државна квота тоа време, плаќаа 400 евра. Откако е нашата влада, односно 2008 година па нааму, нашата влада 2006 од 2008 имплементиран овој проект, младите можат да студираат во Република Македонија со котизација од 400 евра за приватна квота и 200 евра за државна квота. Ќе го испуштам и делот каде што јас плаќав 800 евра на правен факултет, но имаше студенти, мои врсници другари во тоа време, кои што плаќаа 1200 евра, пример на стоматолошкиот факултет или па на факултетот за безбедност во Скопје. Сега истите плаќаат 600 евра, така да и како е овозможено на младите и олеснато на родителите да можат сите равноправно да можат да учествуваат во образовниот систем. Би продолжил со училишни спортски сали, кои што изминатите години откако ВМРО ДПМН е на власт, има изградено 49 вкупно училишни спортски сали широм републиката, околу 230 се реконструирани, односно приспособени да можат учениците да ги користат истина. Владата, предводена од ВМРО ДПМН, го загарантира основното и средното образование, односно го направи бесплатно, така што овозможи сите млади кои што се ученици во основно и во средно образование бесплатно да можат да користат книги. Така да тоа беше олеснување значително за родителите. Исто така би споменал за студентските домови, кои што се битни за луѓето од внатрешноста на Македонија и ги користат. Долги години во Македонија не стануваше збор за студентски домови, а камо ли да се нешто да се превземе за нивна реконструкција, а па да не правиме муавет за да се изгради нов студентски дом. Во изминатиот период ВМРО ДПМН и владата наша предводена од председател Никола Груевски целосно го реконструираше студентскиот дом Стив Наумов во Скопје. Исто така отпочнато е со реконструкција, односно сега е преминато во втора фаза со реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Исто така во постапка е обнова на целосниот инвентар